Istokot je slavi Sveta Petka Rimljanka Mačenička koja živela vo tekot na vtoriot vek, rodena vo Рим во богато семејство и воспитана во духот на христијанството. Незините родители биле христијани. По низината смрт таа го разделила целокупниот свој имот и го раздела на сиромасите. За време на позлогласениот римски владетел Тарсий била прво молена за да се откаже од правата Христова вера, за да им служи на тогашните идолопоклонички богови. Но таа не сакала и во втори век тогаш тој, кој што рековме, озлогласен Тарсий, наредил да ја биде одсечена главата со меч. Во нејзина чест изградени се повеќе манастири во источниот регион. Еден од најпосетените е манастирот во Карбинско, каде синоќе и денес дојдоа стотици верници. Стално доаѓаме секоја година, многу убаво и убаво се осеќаме, погачка за здравје раздадеме и така да убаво си поминеме. Свеќички си запалиме, улеземе у црквата, се поред. Тоа како е ритуал што стварно исполнуване сите и мора да ги посетуваме вие храмови, ги гледаме како ситуацијите, мора ние да ги обновуваме и на вас младите, исто така да ви даваме еден аманет да се доаѓате да се посетувате овие наши македонски храмови. Денешната посета на манастирот беше повод некои да се вратат во своето детство. Јас како дете, тие да речеме 60 години, одеме тука нагоре, во беше празно, само тие тополи тука беа и планинари, мислам овие дрвари за дрвото, овие со конски коли, со воловски коли, до тука се доваише и се одмараше, тука имаше чешмичка доле, после господите Полизена почна напред право малце нешто и сега видите колку, тоа е еден објект, нешто незамисливо во тоа време што сега го има направено. Освен во Карбинско, голем број верници денес се собраа и во манастирот во Кочанското село Видовиште. Празникот Света Петка го славиме уште од пронаоѓањето на манастирот од 1929 година, така да континуирано секоја година расте се повеќе и повеќе посетеноста на манастирот. Голем број од нашето село луѓето се по европските земји на привремена работа, така да овој празник ги обединува сите, овде се гледаме заедно со роднини, со пријатели. За сите гости беше подготвен и вкусен ручек. Гравче со јагнешко и манастирска манџа со јагнешко месо. Овие двата за 400 до 500 души се доволни. Синоќа имаме повише и останани, нели? А имаме и повише гости. Веќе вечерва и утре голем број верници ќе се собираат на манастирот Свети Пантелејмон во истоименото Кочанско село.